Источниот регион располага со природни реткости и убавини кои за жал недоволно се искористени за развој на руралниот туризам, забележуваат експертите, според кои селскиот туризам е важен сегмент за руралниот развој. Затоа сметаат дека е потребен посериозен пристап кон искористувањето на природните ресурси и потенцијали, кои ќе значат и поголема промоција на регионот и секако поголем број на туристи. Ние мораме да почнеме да работиме на тој сегмент. Тажното и страшното е што ние во овој плански регион кој што нас не гледа, руралниот туризам го има развиено само на едно место, во Берово, и малку почнува да се развива во Лесново. Да прашам јавно, зошто немаме развиен рурален туризам во Зрновци, во Бања, Мородвис, каде што да се подсетиме и наша Баргала, каде што има една прекрасна приказна за почетоците на славјанската писменост. Тука престојуваат светите браќа пред да тргнат за Моравија. Се уште недоволно за развој на селскиот туризам е направено и во делот на брендирањето на производите, како и промоција на традиционалните специјалитети кои се важни за развој на селскиот туризам. Зошто ние досега преку инструментите кои што ни стоат за субвенционирање на образование, технологии и така натаму, во тие села не географски ги заштитивме традиционалните македонски јадења. Па тие туристи од Чешка, од Словачка, и така натаму кај што се не отишле светите браќа, да ги поканеме да дојдат кај нас, да развиеме занечиство кое што исто така се субвенционира за образование. Да ги нахраниме со домашна традиционална домашка храна, која што ако географски заштитите, исто така е субвенционира. Па со тоа да ја представиме храната во Македонија да има каде да излезе да се продаде. Тој врзан систем кај што ние треба да тежнееме. Повеќето села во Штипско и Карбинско имаат потенцијал за развој на руралниот и алтернативниот туризам, но и покрај поддршката од државата, Штипскиот регион заостанува со вакви проекти и покрај тоа што од Агенцијата за поттик и развој велат дека интерес има. Освен промоција на регионот, руралниот туризам ќе го полни и буџетот на општините. Оваа година државата одвои 1 милион евра од програмата за руралниот развој за проекти за селски туризам. Само еден од вкупно 5 е од источниот дел на државата и тоа во Дојран.